Почитувани, владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги исполнува ветувањата. Со средства на Министерството за транспорт и врски во изnos од 1 милион евра, целосно е реконструирана улицата Леце Котески во должина од 2 километри. Со тоа Прилеп доби современа сообраќајница, која значително ја подигнува безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Истовремено, со реконструкцијата на популарното Крушевско џаде, се подобрува и комуникацијата со жителите од соседните општини Кривогаштани и Крушево. На тој начин, со реализација на само еден проект, владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија направи за Прилеп повеќе отколку локалната власт на ДПМНЕ и градоначалникот Борче Јовчевски за изминатите 30 месеци. Општа е констатацијата дека иако во досегашниот мандат Јовчевски и ДПМНЕ потрошија над 50 милиони евра буџетски средства, немаат знаење и капацитет да ги решаваат проблемите на прилепчани. И не само тоа, туку прилепските локални власти не ги бидува да изработат проекти за кои ќе побараат финансирање од владините институции. Со издвоените средства за реконструкција на Леце Котески, владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на дело го покажа неселективниот пристап во давањето поддршка на општинските власти и локалните институции, без разлика на која политичка провининенција и припаѓаат. Во изминатите 7 години, само во Прилепскиот регион, владата инвестираше преку 70 милиони евра, со што покажа како треба да се однесува секоја одговорна власт. Ке подсетиме дека во овој период беа изградени или реконструирани патот Прилеп-Прилепско езеро, Лагово Витолиште, гимназијата Мирче Ацев, медицинското училиште Ѓорче Петров, клучката кај Тирс Прилеп, ИКТ центарот, патот Волково Прилепец Манастир Свети Никола, новата спортска сала во основното училиште Кире Гавриловски Јане, проектот Пашовски ливади. Одобрени беа средства за ЈКП Комуналец за изградба на фабрика за рециклирање отпад, како и огромен број на инфраструктурни и други проекти од интерес на граѓаните на општина Прилеп. Почитувани граѓани, така владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја практикува власта почнувајќи од 2017 година до денес. Во таа насока, одговорно, со отчет и легитимитет добиен од граѓаните, после 9 мај, владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе продолжи да работи и следните 4 години. Ви благодарам.